поглед на Делчево, вака малце од повисоко. Природа добра. А тука по овие ридови ја поминав моето детство од 12 години, па негде до кај 19 години ми помина претежно овде и сега малце ќе направиме прошетка да се подсетиме на тоа време. Иако јас секоја година шетам, али сега ќе направиме вака со снимки. Ова е Делчево, позади таму е граничниот премин кон Бугарија. Ова е Влајна планината, а на оваа страна тука е Голак и обратно се наоѓа манастирскиот комплекс Балаклија. Сега моментално не се гледам, има многу борови, ама ќе се спуштиме од другава страна, па ќе го покажеме после. Ова е патот што оди кон туристичко-рекреативниот центар Голак, кој што е на негде 1300 метри надморска височина. Природа прекрасно изгледа. Поздрав до покасно. За жал, во Македонија скоро на секој чекор е вака. Тоа не е добро, ама овде културата на народот е на малку подруго ниво. На доста пониско, да не рече, и ѓубре вака има на секој чекор. Мислев да не го снимам ова, али од кога тргнавме 500 метра, ова е второ огромно вака ѓубре што е фрлено и некој пат е добро и да го покажеш за да некој барем на еден ако се влијае да промени свеста е добро. Иако знам тука тешко допира ова до луѓето, не ги интересира многу, али гревота е ваку природа да дојдеш и да фрлаш градежен шут, отпад, цврст, кабас. На другото место имаше поише. Викам, ајде да не го снимам, ама ова е второ за на 100 метра и мораше да го покажам. Еве еден убав насад вака со сливи, сини сливи. Ама, као што гледам, скоро ни една да нема. Најверојатно у пролет, као што е обично, следува се стопли прво времето, после фати мраз и го уништи родот за цела година. Ги чуваш цела година и на крајот нема ништо. Сега, дури следнава година, ако биде се окей со времето, можда да има род. Супер се средени вака. Има преку 100 броја. Од прилика. Кои се доста и млади. Али за оваа година ништо. Се надеваме за следнава ќе има поише. Кога излеговме да шетаме, више километар и посме поминале, ова е првиот живо суштество што го среќаваме. Дорчо. Како си, Дорчо? Добро, супер. А, има и чувари. Чувари. О, многу се. 2, 4, 5. Све иста сорта. Браво. Браво. Ево уште едно вака во место средено со неколку пчелни семејства. Ги има повише, вака доста. Ово се заградени за животни да не влегуваат. Ние само сме на поминување, продолжуваме надолу. Полека стигнавме и до манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија. Овде има два манастири, овој е малце постариот, направен е април 1990 година. Подолу има уште еден, тоа е понов манастир. Кога ќе стигнеме кај него ќе продолжиме со деталите. Патеката што ги поврзува вака долниот манастир Света Богородица Балаклија
И овој тука погоре што бевме, не знам точно на кој е посветен тој, али овде е вака убаво направено, со сенка, со дрва. Гледаме дека се одржува колку толку, па тоа е добро. Манастир Света Богородица Балаклија, што беше стар манастир, е обновен негде околу 2000 година, 99-2000. И малце се подуреди овде просторот. Колку толку се одржува, гледам, иако има мал ѓубри, има обично како и секаде. Гледаат уѓето дека е преполно, доаѓаат и пак го фрлаат околу кантиве, што не чини. Собери го у кеса, земи го по пат на прв континер, може да го истурат, да го фрлат тама. Зашто тоа е во цела Македонија така. Ѓубре на сите страни. Овде дури имало и лулешка, Софија ја научила, ја не сум ја знал кома, се држиш на гранка и се нишаш. Браво, Софи. Добро е. Еве, конечно, пристигнуваме више дома. Се наводиме на улица Видо Смилевски Бато, која чекаме да се направи повише од 35 години. И ова година, како што гледате, почна да се прави, али до кога ќе биде, тоа не се знае. И како по обичај се прави до пола. До пола сега ќе се направи кај што се гледа. Уште толку имаме ние право натаму продолжуваме. Затоа сигурно ќе чекаме. Уште би било добро да е 25, не мора да е уште 35 години. Кај нас се прави, се гради, али тоа иде многу споро. И се надам дека следната година кога се врнеме на одмор, ќе биде барем до пола овде асфалтирано.